Сите зборуваме за придобивките што ни се ветени ако ја подпишеме оваа спогодба. Но, почитувани пратеници, познато е дека во политиката не постои free meal, бесплатен ручек. Јас затоа ќе зборувам за цената на ветениот ручек, поправо за условите кои ни се, или условот кој ни е поставен, практично како ултиматум, за да го добиеме она што практично ни припаѓа и она што го сакаме и што ни е ветено. Имено самиот тој услов, и тоа е основата на моето излагање, промена на името, целосно е спротивен на повелбата на Обединетите нации и на меѓународното право. Станува збор за апсолутен преседан. Никогаш ниту една меѓународна спогодба не вклучувала барање од друга суверена држава за промена на името и устав. Дури ни текстот на безусловната капитулација на Јапонија, односно Германија, по Втората светска војна, воопшто него ни допира прашањето на името, идентитетот, историјата и културата на народите од овие две поразени држави. Оваа спогодба втемелена е врз една голема неправда. Ако е точно дека неправдите се константа на светската политика, сметам дека е битно и гласот против неправдите никогаш да не биде замолкнат. Сигурен сум дека не постои човек во оваа сала кој не ја смета оваа спогодба за длабоко неправедна, а секако верувам дека е тоа случај со практично сите граѓани, не само на Македонија, туку би рекол на сите држави во светот.